на Македонија, на мајката земја, на Македонија. Да се биде македонец, најпрво е света работа, а дури потоа проклетство и немир. И не сме македонци затоа што зборуваме на македонски. И не сме македонци затоа што пееме на македонски. Македонци сме затоа што тагуваме на македонски. Едни си ја цртаат Македонија како девојка во облек од јачкиот крај, од креативи не води, само што зад неј нацртуваат едночето животни, од диви подиви, од црни поцрни. Други си ја цртаат како вдовица, Егејка вдовица, со широк фустон до земја, до подземја, а црн, никогаш умот ноки на љубов да не ти помисли. Трети си ја цртаат како ружа што си се зашетала низ она поле широко, по она друмје бескрајно. А сенката, темната сенка, и паѓа по саземја, та пуста земја да не може да се види. И така, секој си ја црта Македонија како ум му сече, како што ќе му почепне срцето. Но тагата, сите исто ја цртаат. Очите различно ќе ги набојат, де сини, де зелени, ама тагата секогаш иста, како Пелагонија ноќе. Образите различно ќе ги одредат, де румени, де бездуша, ама тагата секогаш иста, како солун подстек. Ставата различно ќе ја предадат, де како чудо, де како зло, ама тагата секогаш иста, како носење на мртов комитан низ село. Никогаш не си задувавме на татковината. Со една рака ја оравме, со другата ја браневме. И до ден денес не знаеме кој поле и раѓа најкласна пченица. Никој присој и носи најдрочно грозје. Ни во која ливада можеш оро да извиеш, а да не се сопнеш од гроб. Но прекрасно ми е што сум македонец и што сум жив нишам во светот. Куќата ја градам со живите, со мртвите го одредувам дворот. Подобро на мртвите да им се понудува живот, отколку на живите да им се обезбедува смрт. Оти само еднаш, татковината се освоива од надвор, а потоа секогаш се освоива само од внатре. Што е праведен Ноеми по луѓето, тоа се македонците меѓу народите. Ускратено ни беше и пак велевме, голем Господ. Одземено ни беше и пак велевме, праведен е Господ. Само надежта ни остана и пак велевме, непогрешлив е Господ. Патот до небото го откупивме, со најмилите и најумните глави. Затоа, нашите драги на земјата,
не знаат да ги почитаат оние што се истакнале во уривање цркви и градење стражарници. Преку жртви, преку мртви, преку страдни, преку гладни, преку здолни, преку болни, преку робје, преку гробје, преку молчаш, преку толчаш, Преку се од други презрено и просто, дојдовме до својот бел и чесен обстој. Имаше векови на црната боја, кога само свети Климент Охридски ги представуваше и целиот македонски народ и целата македонска земја. И никој немаше дрскост да рече дека сме малолюден народ и неважна земја. Погрешно е да се мисли дека сме биле под заштита на небото. Ние секогаш сме биле во служба на небото. Ете, затоа и трагите на небото ни се побројни и подлабоки од оние на земјата. Ако другите народи можат да се пофалат со војскобудители, нашиот народ може да се пофали со душобудители. Не стекнавме знаења за тоа како се прават неправедни држави и богати истории, ниту како се пустошат туги градови и гробови. Затоа пак имаме недобри молитвеници на небо, кои спросија за овој намачен народ, рајските порти секогаш да бидат отворени. Трештете тапање на срцата, разлевај се музико на душите. И денеска Македонија се мажи за небото, бајраците на свадбата со голо око може да се видат. Дури од Ерусалим, Света Гора и Киев, ако престурувањето на водата во вино беше чудо на свадбата во Кана Галилејска, на свадбата во Македонија тоа е вистина. То што е вода, претворена е вино. И то што е човек, претворен е во сад за вода. Македонија е меѓа на Европа, а црква на светот. За да се исполни Словото Господово, нема прв и последен, и многу први ќе бидат последни, и многу последни ќе бидат први. И ние сведочиме за честноста на мигот, во кој започна се извршува спогодбата со него. Кој око да ја издржи глетката. Македонија до вчера, со врзани очи, раце и нозе, да стои меѓу оние кои се повикани да облагородат вечноста. Воскресната Македонија, нека е благословено Твоето вселување. Во зборовите со кои мајките ги учовечуваат децата. Во лепот подаден на сиромашките и скитниците. Во зрното стасано за птиците небесни. Во мислите со кои мажот го брани семејството. Во молитвите на оние кои обработуваат земјата. Во душите кои на омраза одговараат со љубов. Од себе крадевме, светот го градевме. Дури ни најблиската околина не го удостојува со должна благодарност тоа ретко човеколюбие. Иако не бил зборот единствено трно, по зборот со камења ни фрлаат. Иако не била песната единствена војна, од книгите ни ја бришат. Иако не била црквата единствена куќа, темелите ни подкопуваат. Преку драки, преку маки, Преку крпеш, преку трпеш, Преку камо, преку амо, Преку брама, преку рама. Преку се, од други презрено и гнасно, дојдовме до лице,
како сонце јасно. Затоа ве молам, размислувајте за Македонија, но не според она со кое ве заразиле, туку според она со кое ве лекувале. Имено, Македонија не е остаток од светот, туку дел од светот, по кој свети Климент Охридски е почеток на сите идни настани. Ако на минатото не му обезбедиме иднина, и ако на иднината не ја обезбедиме минато, ќе значи дека сме поминували низ животот како топлокрвни броеви, како стадо сенки. Најпосле, македонецот не бара да не биде вознемируван додека живее, но барем да не биде вознемируван откако ќе умре. Преку мртви, преку жртви, преку драки, преку маки, преку се од други презрено и клето. Дојдовме до име, пречесно и свето. Неплодна земја не раѓа, а Македонија раѓаше. И бунџи, и ајдуци, комити, и партизани. Од гнездо на црно пиле, бело не се извело. Ни во сон не помислувајте дека Македонија не е татковина на слободата, дека не е нива на љубовта, дека не е поле на верата. Замислете си, о, само за миг замислете си, она недобројна војска македонска, која со небото и за небото го брани македонскиот народ на земјата. Крстот е главното оружје, а љубовта основна наредба. Патот е Исус Христос. Патот е војна против сите војни. Мир на земјата и меѓу луѓето добра војна. Најнапред е свети Климент Охридски, кој прв на небото отслужи честна Божја литургија на македонски. Му отпеваше хорот составен не само од сите тогашни, туку и од сите идни македонци. И до него свети Наум Охридски, кој низ чуда и целебни действија му приготви и му приготвува на Господа народ чистоверен, народ верен
Тони веднаш јунаците, војниците што ја одбраа тишината за оружје против страстната врева на светот, но не за да го презрат светот, туку да го отрезнат. Прохор Пчински, Јоаким Осоговски, Јован Рилски и Гаврил Лесновски, и стотици неименувани, илјадници незабележани, но пред Бога знајни, запишани во книгата на вечниот живот. А јунакот, Свети Ѓорги Кратовски, е знаме за сите што веруваат и опомена за сите што тргуваат со она што е постаро и од нашите мајки, и од нашата татковина, и од нашите сонови, и од нашата заблуда дека сме собственици на светот што го гледаме, и од тоа гледање ослепуваме. Во огин го фрлија насилниците, не знаејќи дека златото, кога ќе помине низ огин, почисто станува. Запомнете, света злата мегленска, од магли, од мрак, од грешност ја извади македонската жена и ја благослови да го обновува светот и животот, со рожби за вечност, со народ за подвиг. О нови подвижници, о самопожртвувани, о момчиња што се венчавте со Македонија, за да ја го заштитите минатото, за да ја обезбедите иднината. Во време удостоено со незаборав, о голем настан, чија девојчиска суштина не ќе оспори, ниедно подоцнежно преименување на нештата, о велико ослободување, па макар изведено и само како сон. Кога беше Македонија висока земја, кога на секој рид и блескотеше поедене русање, кога во секоја рамнинка и се отвараше поеден Киев, кога во секој човек го престојуваше по една Света гора. О одење во небо, о преселување при кој не се заборави ни за миг договорот со Бога. Оние што се себе осудија за навек да останат младинци на Македонија, ги подготвија пат по кој се стигнува до честното право на народ, до неразменливата широчина на татковината. Спомни ги, Господи, во царството Твое, Гоце, Јане, Даме, Питу. Ѓорче, Ѓорги, Димо, Петар, Мишо, Никола, Лазар, Илјо, Марко, Славко, Ордан, Апостол, Милан, Мицо, Методија, Христо. И уште спомни ги, Господи, Страшо, Мирче, Цветан, Кучо, Коле, Канчо, Анто, Никола, Мита. И пак Питу, и пак Ѓорги, и пак Ордан, и пак Лазар, Орце, Вера, Невера. И пак Никола. спомни ги, Господи, сите оние што си ја носеа главата в торба, за да ја секогаш светло на Македонија. И оние што ни узнаат трепет на срцата, за да ја одржат Македонија чиста свеченица, за небото и вечноста. И оние што се запалуваа себе си, за да не остане никогаш без кандило иконата на православна Македонија. И оние што се заробуваа себе си, за да не
може никој да покаже со прст на слободата на татковината. И оние што се вградуваа себе си во црквите и манастирите, за да не може никој подоцна да ни го оспорува наследството и да ни го сомничи потеклото. Слава им! Македонија на небо расте со Македонија на земја. И Македонија на земја се грани со Македонија на небо. Затоа попусти се сите закани и залудни се сите напади. Македонскиот народ има две татковини. Во небесната е пред Бога, а во земната е со Бога.